да даде одговор на прашањата кои што ги засегаат граѓаните. Не баре како да не беа до вчера власт. И замислете какви комични ситуации се случуваат да до вчерашните министри критикуваат за нешта кои што се внесени во нивните ресори и за кои што треба, нели ние како ново владеачко мнозинство, нова владеачка номенклатура да покажеме при првиот наш буџет што всушност мислиме да направиме со реал политиките. Секоја политичка опција доаѓа и ја зазема власта со една единствена цел да го подобри животот на граѓаните. И јас секогаш им говорам и на граѓаните во јавните настапи дека не треба никој да им верува на политичарите во тоа што го зборуваат, треба да ги гледат документите кои што тие политичари ги носат. И вие можете да видите колку е една политичка опција сериозна по тоа што има внесено во овој програмски буџет, односно за што одвојува пари. Ова документација, овој документ е една крвна слика за тоа како една политичка, бе кажа, кохезија помеѓу неколку политички партнери има за начин или има за цел да ја промени економската слика. И ние кажавме кога ја заземавме власта дека ќе ја промениме економската филозофија и наместо економска филозофија на потрошувачка ќе биде базирана на финансирање и имплементација на капитални инвестиции, на покачување на плати и пензии и на подигнување на животниот стандард. Ова е реален домаќински буџет кој е силно фокусиран на подобрување на економската состојба во Република Македонија. И со овој буџет нормално е да се прашаат и граѓанството и стопанството и сите што ќе добијат повисоки плати, ќе добијат повисоки пензии, ќе добијат повеќе пари за да ги развиваат сопствените бизниси, ќе добијат економска сигурност и ќе добијат партнер во владата која што ќе ги финансира нивните активности. Вреди да се напомене дека не прифативме ниту еден амандман. Зошто не прифативме? Бидејќи беа несериозни и бидејќи во текот на расправата воочивме дека најголем дел од тие амандмани и веќе се прифатени и се инкорпорирани во буџетот. Економскиот раст наредната година ќе биде 3,7%. И за тоа слушнавме различни мислења и на што го базираме ова. Третиот квартал оваа година имаме раст на бруто домашниот производ од 3%. Четвртиот квартал ќе го завршиме со уште поголем економски раст, а веќе ефектот ќе го видиме во првиот квартал од наредната година, кога на сите ќе им стане јасно дека со почнувањето на имплементацијата на капиталните инвестиции, со покачувањето на платите, со подобрувањето на бизнис климата за водење на бизнис, ќе отидеме зошто и не над овој раст кој што сметаме дека ќе го оствариме. До сега, до овој момент, заклучно пред да почне седницата, владата потпиша договори со 10 директни странски инвестиции кои што во текот на првото 6 месечие на наредната година ќе почнат со изградба на своите капацитети или со сопствената работа, а во текот на месецот декември најверојатно ќе потпишеме договор со уште 2, што значи дека во првите 6 месеци со 12 странски директни инвестиции ќе имаме потпишано договори. Дефицитот ќе биде 47,4 милијарди динари и замислете на буџет кој што е повисок од 2024 година, 3,3 милијарди динари ќе биде помал. Тоа значи дека на поголем буџет дефицитот ќе биде помал отколку овој од 2024 година. Тоа нема да го слушнете од овие гениалците за економија кои што 7 години не за кова на дното. Приходите ќе изнесуваат 5,8 милијарди евра, што значи зголемување од 16% или 64,5 милијарди денари. И се прашува, нормално, логично, од каде? Секој во оваа држава, како што има права, ќе има и обврски. Нема во оваа држава да се толерираат шаторџии, нема во оваа држава да се толерираат топ листа, надреалиста, на црна листа стрелци, туку секој ќе си плаќа данок. Како што можеше за 5 месеци да се покачат за 20 до 40% прибирањето на давачките од УЈП, од царината, од ЈПДП, така ќе продолжиме и во наредната година и од таму ќе имаме повисоки приходи во буџетот. Даночните приходи ќе отидеме во реализација наплата 35 милијарди динари од тоа што е повеќе собрано од оваа година, односно 12,3%, што значи дека никој нема да биде амнестиран и сите ќе си го платат данокот. ДДВ-то ќе имаме раст од 10%, односно 8,2 милијарди динари повеќе, што значи ќе се судриме директно со сивата економија и од таму ќе ги прибереме овие средства плюс. За царински давачки ќе наплатиме повеќе од 20% и нема да ни се шетаат криминалци по гранични премини, туку секој ќе се ја плаќа царината. Царината ќе си ги наплаќа давачките и така ќе го полниме буџетот, како што го полневме овие 5 месеци и затоа покачивме плати
и на наставниците, и на здравствените работници, затоа покачивме и пензии, затоа и наредната година ќе продолжиме со овие успешни политики. За плати и надоместоци наредната година во овој буџет има 10 милиарди денари повеќе. Кој ќе земе повисока плата? Образовните работници, здравствените работници, јавната администрација, полицајците ќе добијат повисока плата. Секој еден кој што работи во државната управа и кој што спаѓа во овие дејности, но и со политиките на развој, популарно наречениот унгарски кредит што толку го сатанизираат, и освен Венко Филипче никој во држава лош збор не кажа, ќе ги покачиме платите и во приватниот сектор. Со овој буџет се гарантира повисоки плати за сите работници. Ставката за пензиите е зголемена за 16,6% или 15 милиарди денари. Во март, како владеачка коалиција, го заокружуваме крунското ветување. 5.000 денари повисока пензија за секој пензионер. Ке пропадне во пензискиот фонд, толкава била дупката, ги бркаа на клоци, ниту пензискиот фонд пропадна, а пензионерите ќе имаат дополнителни 5.000 денари повисока пензија. Двајца пензионери дома, 10.000 денари повеќе средства за целото семејство. Така работи одговорна влада. Дополнително на тоа, гарантираме намалување на трошоците за живот, стабилна цена на сите оние комунали и на сметките, и на тој начин овие 10.000 денари да им ги направиме во нето вредност. Секој да биде побогат пензионер за 10.000 денари. Тоа го има во новиот буџет. 338.000 пензионери, што значи дека минималната пензија за 36% ќе расте, а просечната за 25%. Никогаш во историја волку големо покачување немало. Наместо да гледаме на ТВ дневниците пензионери како плачат со празни паричници, ќе гледаме луѓе кои што имаат 5.000 денари повисоки пензии. Овие поголеми приходи, затоа што ги нема оние топ листа, надреа листа, листата на стрелците на црната листа, затоа што повеќе тие пари не ги крадеат шаторџиите, капитените, фудбалерите, заевиве војници и така натака, ќе ги алоцираме на други институции. Каде ќе одат тие пари кои што повеќе ќе се соберат, а нема да се крадат? Министерството за образование има зголемен буџет за 3 милиарди денари, односно 9,3 милиарди денари или 19% повеќе за плати на образовните работници. Сите од основно до високо ќе имаат повисока плата. Во Министерството за транспорт за 2025 година буџетските средства ќе пораснат за 69,4% или 7 милиарди денари повеќе. На што ќе ги потрошиме овие пари? Инфраструктурни проекти во општините 2,8 милиарди денари повеќе, или ако земеме вака инвестиции во патна инфраструктура за 95,1% повеќе од 2024 година. Значи ние не зборуваме за 5 години, збориме за 12 месеци. Буџет за патна инфраструктура зголемен за над 90%. Министерството за здравство 7,5 милиарди денари повеќе, зголемување 4,6%. Министерството за одбрана за предлог буџет од 2025 година, тоа со колешката Петрушевска одблиско го следевме, има зголемување за 13,2% или за 2,4 милиарди денари, што значи модернизација на армијата. Владата на Република Македонија има 79% зголемен буџет во однос на последниот документ. И каде одат овие пари? Економски развој, каде износот се зголемува за 3,2 милиарди денари. За привлекување на странски директни инвестиции се планирани отприлика 2 милиарди денари повеќе, за финансиска подршка на инвестициите 1,3 милиарди повеќе, што значи дека ќе се финансираат и малите и средните предпријатија, но ќе има и агресивна кампања за привлекување на странските директни инвестиции. Министерството за животна средина и просторно планирање има зголемување за една година од 2,4 милиарди денари повеќе, и ова е еден апел до невладините организации: немојте да дозволувате да ве лажат овие од оваа страна, статистиве, гледачиве во публика и фудбалериве, дека се намалува буџетот. Не се намалува буџетот, и програмата за борба со аерозагадувањето е зголемена за 116%. Понатаму, во Министерството за животна средина, за капиталните проекти средствата се зголемени за 90%. Значи не за 10 или за 15, 90% зголемување. Што ќе се гради со овие пари? Тие, еве ако сакате за општините, затоа што тие ги користат, тие се проекти кои што најчесто се за заштита на животната средина, канализации, водоводи и така натака. Тука се зголемува за 267%, односно 430 милиони денари повеќе за оваа намена идат за изградба на ваков тип на инфраструктура.
Кога сме кај капиталните инвестиции, тоа ќе биде моторот на наредната година. 830 милиони евра ќе вложиме во финансирање на проекти. Оправдано е прашањето и стравот од експертите дека овие средства нема да се реализираат. Зошто овие средства ќе се реализираат во опфат по моје вака над 90%? Прво заради тоа што веќе фудбалерите се пензионирани, повторно ќе кажам шаторџиите се на топ листа на стрелци. Втора работа затоа што има луѓе кои што знаат да работат и трета работа затоа што најголемиот дел од овие средства се врзани за конкретни проекти. Што значи дека ќе се финансираат автопатски делници, железници и овие средства за прв пат во историјата на оваа држава даваме да ги управува некој друг, а тоа се општините и тоа замислете од сите политички партии. Тука некој несериозен кој што во политиката залутал вика вие им давате предност на вашите неспособни градоначалници. Замислете каков, извинете на израз, ступиден аргумент, па тогаш тоа значи дека им даваме предност и на оние кои што не се од ВМРО ДПМН, односно на оние од Струмица, Ландово, Пробишти, кои што замислете во амандманите имаа поднесено проекти над 10, 11, 12 и со тоа директно докажа дека една шајка немаат заковано, кога ти му велиш имаш 30, 40, 50 милиони денари на располагање, тој ти поднесува амандман за 2 милиони денари, а веќе 6-та, 7-та година се градоначалници. Видовме до каде не дотера нивното, ете сега ние планираме 830 милиона да ги вложиме тука. Нема да збориме за промашени траси, нема да збориме за непроектирани клучки, нема да зборуваме за 1500 километри патишта, туку тоа што ќе го кажеме, ќе го завршиме. И конечно со овој буџет се гарантира, замислете почитувани граѓани, дека ќе го завршиме Кичев Охрид по 5 анекси, по 7 години, по исправување на трасата, по тој кој што сега во моментов веќе го нема во државава затоа што избегал од ТЕСАМа и такви како него многу ќе видиме наредниот период, затоа што со торби Луи Витон товареа пари, а граѓаните се уште возат по такви патишта. Тој филм повеќе не се прикажува во киносалите, идеме со еден нов филм, а тоа е реализација на капитални инвестиции, како што сме рекле на граѓаните и сме предвиделе средства. Ако некој праша, па вие тоа само го кажувате, погледнете ги развојните подпрограми, 20% зголемена сума, односно 40,6 милиарди денари повеќе. Каде се најголемите износи? Министерството за финансии и функции на држава, Министерство за транспорт, Министерство за одбрана, Министерство за здравство, Министерство за образование и наука и Влада на Република Македонија, а најголеми промени во ова буџетско планирање имаат следниве функции: економски работи, здравство, образование и социјална заштита, каде што секаде споредено со претходната година имате зголемување на буџетот. Што планираме да реализираме како фокус? Реализација на инфраструктурни проекти, модернизација на армијата, развојот на руралните подрачја во државата, но и модернизација на земјоделството и подобрување во инфраструктурата во секторите здравство, спорт и образование. Унапредување на одбрана и безбедност, нешто што е особено важно, особено заради тоа што гледаме дека во минатото многу луѓе кои што ги бараше законот и ги напуштија границите, веќе некој го антиципирал тоа и ги напуштил, а особено заради тоа што вие бандите кои што на еден господин кој што не е присутен моментално во салата и заради тоа нема да го споменам, си има многу познати должничко-доверителски односи. Тие банди кои што носат конни имиња Дуќанџик, Грчец, Бела Ноца и сетине какви имиња, беа во добри должнички доверителски односи со еден господин и затоа сега се припукуваат низ државава, за тие веќе да не се припукуваат, за тие пари кои што ги носеа некаде да им се земат назад, да се конфискува имот, имаме предвидено 20% повеќе, односно за реформи во полиција 125% повеќе буџет, затоа што сакаме стварно безбедност, ако кажеме да биде застапена безбедноста, а не да си именуваме уличари за главни инспектори само што ќе ги вработиме и оние пиштолџи кои што пукаат со автомати по семејни прослави да ги растеме во структурите на МВР заради тоа што го слушале шефот од не знам каде. Највисок износ кај владините програми во буџетот останува кај подпрограмата пренесување на надлежности на единици на локална самоуправа, со тоа што ќе има дополнително 1,9 милиарди денари во следната фискална година, а значено е да се потенцира дека подпрограмата и инфраструктурни проекти во единици на локална самоуправа ќе има зголемување за 30%. Што е суштината со тоа? Затоа што никој оваа година не ги крадеше парите, обезбедивме 100 милиони евра повеќе за проекти до крајот на годината. Од февруари-март ќе има нов повик за дополнителни 250 милиони евра за проекти во општините. Ова се средства кои што ќе бидат надвор од оние кои што ги имаат централните институции за финансирање на капитални проекти. Што ни е идејата со овие средства? Да ги спуштиме за да може локалниот економски развој да биде посилен,
за да можат локалните економии да бидат посилни и да решиме проблеми кои што се присутни од 17 и 18 век, бидејќи замислете на селекторот на фудбалскиот тим кој што играше фудбал по ходниците и на оној кој што го селектираше топ стрелецот на црната листа, во самото село каде што има десетина куќи, сараи, видовме на едно видео, канализација нема. Замислете сега, тој сега ќе ни зборува за сети некакви работи. Колку е добар визионер, видовме дека во сопственото село по 20 години власт канализација нема, затоа нашата владеачка коалиција е добра, се грижи за сите граѓани и ние ќе обезбедиме средства за да се направи канализација, бидејќи тие граѓани кои што живеат во тоа село заслужуваат да имаат пристојни услови на живот. И не само тие, туку сите граѓани, и за тоа имаат 350 милиони евра обезбедено од овој буџет. Како што кажав, 11 милиарди денари повеќе имаме за економски развој, ќе го поддржуваме и домашното стопанство, но и на странските директни инвестиции. Имаше многу критики во изминатите години кои што се оправдани, дека на сметка на странските директни инвестиции домашното стопанство е подзапуштено и токму затоа лансираме линија на кредит од 250 милиони евра со историски најдобри услови од 1,95% каматна стапка. Ги нема тие што на комисијата лажеа дека ќе било 3, 4, 5, 6, значи 1,95%, 3 години имате грејс период и колку сакате во рок од 12 години до 15 да се договорите со банката да си го вратите кредитот. Кажав за странските директни инвестиции, дека милиарди денари. Кажав и за железницата, не само што планираме да ја завршиме коридорот 8, бараме соодветна траса. Наредната година ќе ги ефектуираме ако стасаме со се и Струга Ќафасан и Скопје Блацет, која ќе ја помериме трасата од овие фудбалериве која што ја цртале таму за да може да земат средства. И во наредната година имаме една основана индиција, амбиција и желба и зошто да не, да почнеме одеднаш во нашата држава да работиме на 5 автопатски делоници. И тоа е нешто што треба да се поздрави. И мислам дека, ако е секако што треба, ќе можеме да почнеме и со модернизација на коридорот 10, за да може возовите да се движат со над 100 км на час, а дополнително ќе работиме на проектирање на комплетно нова траса, која што ќе создаде услови за да низ Македонија поминува и брзиот воз. И сега некој ќе се, да зборнеме и за образованието, 250 евра за секој млад човек, енергетски ефикасна фасада на студентските домови, имаме 419 милиони денари повеќе и така натака, што значи дека нема сфера во која што сме пропуштиле, односно ова е буџет за сите граѓани. Неколку бројки да прочитам, затоа што не шпекулирам со бројки. Еве, ако одиме како ние планираме да влеземе во Европската унија, Министерство за европски прашања, програма М, интеграција во ЕУ, зголемување за 918%. Не е само потпишување предавнички договори и коленичење, туку треба да се има стратегија. Министерство за правда, програма Г1, борба против корупција и организиран криминал, зголемување за 28%. Министерство за финансии и капитални дотации до ЕО со зголемување од фантастични 555%. Имаме Министерство за одбрана, модернизација на АРАМА, зголемување за 380%, реформа за полиција, зголемување за 237% и замислете, лагата за мебел и возила, тоа е тотално суводо и лажно. Ставка 480 купување опрема и машини 166%, доопремување на капацитети, тоа значи доопремување на полициските капацитети 4700% и набавка купување на возила, значи за полицијата, не за функционерите, повторувам, за полицијата, не за функционерите, 260%, Министерство за животна средина 116% и ќе завршам со Министерството за транспорт, моторот на капиталните инвестиции, градежни објекти зголемување за 3233%, значи 3233% и капитални дотации до општините за 5350%. Има зголемување на ученички стандард, на студентски стандард, на студентски оброк, имаме зголемување и за изградба на градинки, до опремување на градинки и училишта, односно почитувани граѓани, она кое што ќе го добиете од овој буџет наредната година е багери, работници на секаде, по високи плати и по високи пензии. Вака за вас ќе се грижи одговорна влада која што ќе гради, а нема да ве краде. Благодарам.